Добар вечер, почитувани гледачи. Време е да заспи ако можеш со Драна Милосалјевиќ и Горан Момировски, новинари во земјата во која што не се знае кој пие, кој плаќа. Вакво нешто не верувам дека до сега му се случило на било кој меридијан, на било кој континент. Македонија е земја на чудата, несомнено. Ова што не се случува ќе остане во аналите, веројатно ќе прават филмови и серии за нас. Но како и да е, животот оди понатаму и ќе мораме да се прилагодиме. Една добра вест е дека за чудо, барем возачките дозволи ќе важат до 31 декември, за другото веројатно знаете и самите, Господ како ќе не се смилува и соседите Грци, меѓутоа најверојатно нема да се смилуваат и ќе мора малку да си пострадаме. За сите убавени и неубавени што не се случуваат, вечер разговараме со подпредседателот на ВМРО ДПМН, господинот Александар Николовски. Добра вечер. Добра вечер, благодарам на поканата и поздрав на сите што не гледат, на вистина задоволство. Се разбира. Веднаш да кажам, денеска беше во собранието изгласана промена на законот со која што, фала Богу, ќе речам по втор пат, возачките дозволи барем продолжија да важат оние што го имаат само на знакот Република Македонија, значи без она додавка што воопшто не ја сакаме. И интересно, господинот Шилегов, порнешниот градоначалник на Скопје, побрза на одредена телевизија, сега не ме фаќате за збор, да каже дека измените се случуваат благодарејќи на СДСМ, односно на предлогот на пратеничката група на СДСМ се донесени измените на законот. Не е така, меѓутоа е... Да, мислам дека релевантноста е изгубена. Мислам добар вовед дека имавте. Ситуацијата е срамна, е понижувачка. Граѓаните, пред се тука би рекол етничките македонци, се втор пат понижени. Прв пат беа понижени кога се промени името на државата со срамниот Преспански договор во јуни месец 2018 година, а сега се втор пат понижени кога мора со сила да ги менуваат основните лични документи како им можеле да комуницираат и во земјата и во странство. Така што сега ги гледаме плодовите на Преспанскиот договор, кој што ништо добро не донесоа за Македонија, донесоа многу лоши работи и гледаме дека обврските кои што ги презема со Преспанскиот договор владата на Заев, а ги проложи владата на Димитар Ковачевски, фикс во двете Али Ахмети, очигледно се далеку полоши од тоа што се тогаш споменуваше во јавност. Јас ќе потсетам јавноста, не случајно тогаш жестоко го критикував. Имавме два веќе познати дуели со Радмила Штининска и еден со Никола Димитров, каде што јавно го обзнавнував договорот член по член. Тогаш тој договор тие го крие. Она што е исто така значено е дека тој договор никој не дозволуваше да оди во јавност. Со исклучок на вашата телевизија, ниједна друга телевизија не беше спремна да договорот нити го објави. Да се заблагодарам на, иако не гледа, да го поздравам на Јанко Илковски, кој што тоаш ми даде 2 и нешто часа можност во неговата емисија, во неговото време на телевизија, да член по член го разработиме тој договор. Тоа остана во аналите на македонската политика, затоа што прв пат излезе договорот во јавност и член по член јас објаснував зошто е тој договор лош. Тогаш дел луѓе веруваја, дел не веруваја, постоеше една еуфорија околу Зоран Заев и околу целата таа ситуација, дека европско здравство, економија и така натаму. Точно, дека работите се решаваат, дека ќе одат на подобро, што е и природно и човечки на крај на ден, да луѓето се надеваат дека ќе има нешто подобро, но и многумина поверуваја. Не случајно референдумот не успеа за промена на името, иако власта тврди дека било спротивното, но факт е дека немаше цензус, дека луѓето решија да останат дома, што беше јасен сигнал дека се против Преспанскиот договор, но неговите последици, неговите отровни плодови ги гледаме сега. Ова е врвот на понижување. Јас не знам за втор пример во цивилизирана држава во светот да и се наметнало на држава да промени име
и при тоа да граѓаните доброволно молат буквално, затоа што веќе последниве месеци е до молење отиде на работата, да ги менуваат документите кои што се нивни личен идентитет, тоа се личната карта, не случајно се вика лична карта, возачката дозвола и пасошот како три основни документи кои што покажуваат дека одреден човек е жител на една демократска држава. Има и доста други штетни последици во Преспанскиот договор, кои што ќе гледаме веројатно и во периодот што доаѓа, дел ги видовме во периодот што измина, од типот на откажување од историјата на Македонија и мислам дека никој не треба да биде наивен и да мисли дека тоа што го прават бугарите е случајно. Тоа што го прават бугарите е надоградување на тоа што се направи со Преспанскиот договор. Имено и бројни политичари во Бугарија тоа го зборуваат помалце јавно, а повеќе во средби и со нивни колеги, но и со дипломати, и велат ако Заев, СДСМ и ДУИ во тоа време беа, да не го заборавиме Никола Димитров, нели сега се обидува да се пере. Не сме да го заборавиме. Значи, ако тие беа спремни да во тоа време толку отстапат на Грција, зашто па не би отстапиле и на Бугарија? Што од нивна страна и е логично, си велат, чима вие дават, да и ние да земеме. Зошто ова го кажувам? Ние не смееме да избегаме од суштината на проблемот. Кај народот деноиве перцепцијата е дека суштината на проблемот е неспособноста на СДСМ и на ДУИ и на Оливер Спасовски како министер за внатрешни. И тоа е точно. Апсолутно точно. Но вториот проблем е зошто ние се доведовме како народ и како држава во ситуација да гледаме дека Оливер Спасовски, СДСМ и ДУИ се неспособни, а тоа е затоа што истите СДСМ и ДУИ потпишаа договор за кој што не обидуваа дека ќе ги отвори портите на рајот, а во суштина ги отвори портите на мизеријата. Сега само уште збор-два за неспособноста. Ваква епска неспособност, ваква неможност за планирање, само говори за ниските капацитети на луѓето. Вие дома знаете отприлика што намирници ви требаат, поидете пазарите, и тоа е едно основно човеково својство кое што секој го има, да може план да направи за следниот период. Овие не биле во можност ни план да направат за следниот период, од една страна. Од друга страна, сториле дузина кривични дела со тоа што користеле образци кои што се сега неупотребливи. Ги изложиле граѓаните... Ово кажуваат луѓе што биле членови на највисоките раководни структури на СДСМ. Точно. Ги изложуваат граѓаните на дополнителни трошоци, затоа што некој извадил пасош, лична карта или возачка пред година дена, кои што сега не му важат, иако важноста е 10 или 20 години, зависно од документот. И заради сето ова, ние денес објавивме дека ќе поднесеме кривична пријава до надлежното јавно обвинителство за доскорешниот министер за внатрешни работи и водството на Министерството за внатрешни работи со цел да одговараат за злоупотреба на средства, но и на злоупотреба на службена положба и овластување, од причина што свесно ги довеле граѓаните во двојни трошоци, но и во заблуда. Не сте биле дел од извршната власт никогаш, но ги познавате институциите добро. Како е можно да еден договор кој што во себе содржи мултилевел видови на катастрофи на повеќе различни нива, од историски, економски, политички, психолошки, меѓу другите и административни, не се воспостави систем во кој што ќе се знае дека едно од последиците завршува денеска, 12 февруари, и од сега нема да важат личните карти, возачките дозволи со МК, со НМК, со северна, без северна и така натаму. Македонија, каква таква, имала и сега во независна Македонија и во поранешната Југославија имала систем каде што барем тие основни лични права, да ги речеме документи, функционирал системот. Како се случило да некој тамо заборави дека треба да се спроведат овие обврски? Да подсетам на изјавата, сите ја видовме денеска, Миле Бошњаковски, портпревод на влада. Извинете. Да. Значи, тамо се знаело дека тоа мора да се направи. Видете, прво, прашањето е како воопшто се презеле такви обврски. Тоа се обврски кои што не може да бидат преземени. Тоа е Николовски јасно. Тоа е јасно. Некритички влегле во авантурата. По-старите генерации се сеќават, тоа го пишуваше и членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Сашо Клековски во една своја добра колумна последниве денови, дека пасошите на поранешна СФРЈ останаја во
важност и во користење во поранешните републики на СФР, вклучувајќи и Македонија, до истекот на нивната важност, затоа што нормално Македонија како самостојна држава и останатите републики кои што тоа се самостоја не можеа преку ноќ да издадат 2 милиони пасоши во случајов на Македонија, така што останаа во употреба и следните неколку години. Тоа е еден сликовит пример дека вие не можете да преземете обврска да ги промените сите лични документи во рок од 5 години во услови кога тоа е невозможно да го направите. Но тоа е последицата. Причината јас и кај вас тука во интервју сум кажал да им дадеа празен лист хартија на грците и да им речеа напишете го договорот, бланко ќе ви го подпишеме. Мислам дека немаше волку лош договор да напишат грците, затоа што овој договор е катастрофа за Македонија. Јас тогаш кажав, сакам да подсетувам, затоа што не е многу време поминато, ама и е поминато време, сакам да подсетувам, да ја подсетам јавноста дека сме зборувале и дека сите овие работи сме ги кажувале. Јас тогаш кажав дека на грчка страна се ангажирани 56 експерти од делот на меѓународно право, од делот на меѓународни односи, од делот на односи со јавност и врвни светски адвокати, кои што работеа на подготовка на договорот од грчка страна. Од македонска страна не беше ангажиран никој, затоа што Зоран Заев и Никола Димитров беа најпаметни, тогаш и знаеа се. После мојата интервенција, еден експерт од Ирска ангажира и нешто таму ситно што се поправи во договорот е заради нејзе. Тогаш кажав дека Грција ќе потроши над 150 милиони евра во насока на реализација на договоров. Панос Каменос, поранешниот министер за одбрана на Грција, влезе во конфликт со Никос Коцијас, поранешниот министер за надворешни работи на Грција, околу тоа како се потрошени парите за Македонија. Значи, зошто министерот за одбрана? Затоа што службите кои што работат во Грција, воени беа силно вклучени во изработката на Преспанскиот договор и овие средства беа делени помеѓу Министерството за одбрана и Министерството за надворешни работи на Грција. И таму не беше конфликтот колку пари се потрошиле. Тие рекоа дека само на црни фондови, како што кажавте вие, се потрошиле 50 милиони евра и јасно прецизираа дека тие биле за подплатување на, меѓу другото, и ваши колеги новинари тука во Македонија, за да создаваат перцепција дека договорот е добар, а останативе 100 се потрошиле за убедување меѓународна јавност, за ангажирање на овие 5-6 експерти и така натака. Кавгата беше дали некој украл од тие пари, а не дали толку пари се потрошени. Значи тоа што јас го кажувам се потврди на највисоко ниво во Грција. Земете, читајте ја книгата на Никос Коцијас, кој што напиша книга за тоа како изгледало составувањето на овој Преспански договор, ќе видите целото понижување на Македонија. Така што македонската јавност овие работи ги има натацна. Точно е дека имаме со Грција јазична бариера, но секој кој што сериозно се занимава со политика, не очекувам тоа да прави обичен човек, минимум што треба да направи е да земе книгата, да ја преведе и да ја прочита за да види кај е до кај и кај стигнал. Така што ова понижување кое што деновиве ние го гледаме и кое што им се случува на македонските граѓани е последица на катастрофален договор, исклучително лош договор кој што се потпиша за промена на името на Македонија, каде што колку и да звучи парадоксално ова што ќе го кажам. Можеби најмал проблем е промената на името, затоа што другите обврски кои што се преземени, од кои што дел е ова што го гледаме денес понижување и овие денови, а тоа е промена на лични документи, се далеку потешки од самото она што беше презентирано од договорот и затоа дојавме до кај што дојавме. Над тоа доаѓа неспособноста на Оливер Спасовски, на СДСМ и на ДУИ да организираат процес на реализација на врската која што ја презеле, затоа што покажаа тотална неспособност, ги натераа луѓето да мрзнат на -5, -10 степени, да чекаат во колони за можат да се сликаат за пасош, па после во истите колони за можат да го земат пасошот и според она што го имаме како бројки, поголем дел од населението се уште нема пасоши, најголем дел од населението нема лични карти, за среќа заради тоа што ВМРО го блокираше законот во собрание, бар со личните карти во домашна употреба нема проблем и најголем дел од населението, можеби скоро и над 95%, немаат возачки дозволи. Еве по интервенција на ВМРО-ДПМН,
тој проблем се реши, денеска се промени законот во собрание. Тука сакам да додадам почити на министерот Панче Тошковски во техничката влада, затоа што мислам дека вчерашниот негов остар настап во јавноста, би рекол нарапна, драматичен, исклучително добар, квалитетен јавен настап, ги отвори очите на многумина со цел да се создаде во јавноста убедување дека проблемот мора да се реши, и видовме денеска како трчаат да се истакнат кој прв и СДСМ, и Петре Шилегов, и овој Стево Пендаровски, кој што работи веројатно аналитичар, а не председател на држава, и останати, дека тие нешто направиле, ама тие имаја 5 години да направат нешто, не направија ништо, ги имаја месециве наназад кај што видовме тотален хаос, и еве сега проблемите еден по еден се решаваат. Проблемите ќе се решаваат, и ќе има решение на проблемите, потребно е време, ама не смееме да ја заборавиме суштината. Суштината е катастрофално лошиот договор за Македонија. Да, и сега, ако ми дозволи Драган, ова се е горе-долу јасно со некои работи кои што не сме ги знаеле, морам да признам. Меѓутоа, вие сте политичар. И од другата страна на спектарот имате политичари. Оливер Спасовски е политичар, Ковачевски, да речеме, номинално политичари. Залуден во политика. Гледате дека имате проблем. Ова се случи лани во мај, во јуни, излегува работите на површина дека ќе имаме сериозен проблем со лични документи. Чекате 10 месеци, еве нека се 7 месеци, и не го решавате проблемот. Се обидува да направат таму едни шалтери, нели таму во кисела вода, мислам дека имаше, видува дека не оди, не се решава проблемот. И го оставате проблемот да кулминира на 2 месеци пред изборите. Ма Горан, тоа е во секој сектор така. Ама ова е политичко самоубиство за нив. Ја затоа ми нешто друго сакам да наметнам како неспособноста тема. е класика, еве видете само последниве денови што се случува. Камен не ставија во енергетиката, како го решаваат проблемот? Со давање коруптивни договори на приватни инвеститори. Кои што, ако гледате од страна на инвеститори, одличен договори направиле, затоа што тие гледаат да си заработат и да си го видат тјарот и интересот. Излегува тој што е задолжен да брка економија и инвестиции, подпредседателот на влада Фатмир Битичи, наместо да дава решение на проблемите, тој вели ние немаме пари. Тој вели ние немаме пари, ги потрошивме во корона кризата, и затоа проблемов ќе го решаваме со коруптивни договори. Имаме проблем со личните карти, со пасошите и со возачките, кои што мислеа дека ќе го решат на начин што ќе го туркаат под тепих, ќе дојде техничкава влада, ќе има ВМРО да помане министер во техничката влада и ќе го свалат. Дали може би тоа беше целта? Да, апсолутно, ќе го свалат проблемот на ВМРО да помане, ама еве не им успеа, затоа што ВМРО да помане јасно го виде проблемот и предочи решенија, а министерот во техничката влада Тошковски одлично го изменаџира овој процес, иако е само 2 недели. Добро, денеска имаше и барања за оставка од Тошковски, одговорност. Тоа е смешна работа. Овде има еден феноменален момент. Видете друг проблем, за кој што е и јавно треба, мислам, да се прозборува, можеби јавноста не знае. Спортот во Македонија, таков како што е, живее на вештачко дишење буквално. Се некој ќе рече на Александар до спорт ли му дојде? Да, затоа што најголем дел од населението сака да гледа спорт, спортуваат луѓето и така натака. Во мала држава како Македонија се финансира и со државна помош. До лани имаше систем на ваучери, каде што компаниите доколку спонзорираат во одреден спортски клуб, пола од данокот на добивка ќе си го превијат. Не, ова е многу битно. Не знам дали знаете. Тоа веќе не важи, не чинел системот, кој што тие го воведоа, или добро. Пуштија закон за спорт во кој што државата директно треба да финансира, и денес го повлекуваат собраниска процедура. И сега сите спортски клубови во Македонија до еден нема да имаат финансии за собственото работење. Затоа што не им дава начин да ги соберат финансиите. Од денес нема правен основ, стариот систем не функционира, а нов нема, како спортските клубови во Македонија да живеат. И веројатно си велат, најголем дел од спортските клубови се врзани за општините, во општините најмногу градоначалници има ВМРО ДПМН, ќе го свалиме проблемот на ВМРО ДПМН и ќе велиме дека градоначалниците на ВМРО ДПМН не ги бива, затоа пробаѓа спортот. Со такви луѓе имаме работа. Или донесле закон 2020 година
дека мора сите почнати постапки за донесување на детални урбанистички планови да се завршат во рок од 4 години, што секој што работи локална самоуправа ќе ви каже дека е невозможно. И од другата недела, доколку нешто не се направи, во Македонија ќе нема урбанизам. И луѓето ќе бидат веројатно приморани повторно да барат алтернативни решенија, а алтернативните решенија се надвор од законот. За вакви епски неспособни имаме и со вакви епски неспособни имаме работа. Да не зборувам покрупни работи од типот на изградба на автопатишта, железници, болници, клинички центри. Сакав да прашам за Панче Тошковски, меѓутоа ќе се вратиме на тоа прашање, ово што го загаднавте сега ми е поважно или поинтересно во секој случај. Бидејќи зборувате постојано за епска неспособност, себе ќе се сложиме. Меѓутоа, нели имате чувство дека во целата работа има одреден патерн кој што покажува дека не е само неспособност, туку и тоа често пати сега го слушаме од сериозни луѓе, а не само од овие редовни теоретичари на заговор, дека овдека има некаков простор да се верува дека актуелната власт функционира буквално за да предизвика кај граѓаните на Република Македонија чувство дека оваа држава навистина не ја бива како да осваруваат одредена работа. Да беа тие толку способни вакви планови да спроведуваат, нешто и ќе видевме во држава, затоа што дури и оние кои што спроведувале планови кои што се на неголема штета на народите кои што ги водели државите, имале одреден концепт и за тоа треба да ве бива. Вие и за освободите и за довиштите држава треба да ве бива. Ама овие, освен за седење по кафани, за ништо друго не ги бива и затоа имаме резултат како што имаме. Работата им се сведува на 2-3 часа работа дневно во кои што или се вработува син, ќерка, внук и така натака, или се бркаат услуги, или се зема мито и после тоа поручекта во кафана се кројат светски политики. Отприлика на тоа е сведено ова владење на СДСМ, кое што стана подизведувач на ДУИ, за разлика од нив, ДУИ има јасен концепт за уништување на државата, тоа е ова вие што го велите, затоа што таму има способни кадри, но тие способни кадри не работат во корист на Македонија, туку работат во корист на уништување на Македонија и таму дури и криминалот и корупцијата се систематски. Во СДСМ се стихини. Краде кој како стигне. Ваму имате јасна мафијашка пирамида на криминал. И тоа се разликите помеѓу СДСМ и ДУИ, едните и другите нормално треба да одговараат, но на страна на СДСМ имате стихија и неспособност, на страна на ДУИ имате јасно добро организиран систем на уништување на Македонија и на ограбување на Македонија и тоа се разликите помеѓу двете политички партии, затоа СДСМ изгледа како обичен подизведувач, како помал коалиционен партнер на ДУИ која што ја уништува Македонија. Добро, но ако Заев не знаел, тоа сакам да кажам, ако Заев не знаел што прави, еве и Никола Димитров кој што сега нешто објаснува како треба да биде, што е малку небулоза, ако не знаел и Ковачевски, околу нив сепак во таа партија има десетици, стотици луѓе кои што имаат некаков професорски бекграунд, некаков... Гледате дека се на маргини тие луѓе, ги нема веќе во СДСМ. Не ги гледаме. Сега, секој може да си е член на која сака политичка партија, но доколку не се во првите редови, не играат. И јасно е тука тоа, таа генерација која што беше сериозен противник на ВМРО-ДПМН и која што остави некаков печат во јавноста, одамна ја нема во СДСМ. Ве плаши ли тоа како близ прашање? Што? Па тоа што од другата страна имате противник кој што всушност и воопшто не е противник веќе. Ке ве ослободи од чувството на сериозност, па ке се опуштите. За ВМРО-ДПМН не ме плаши. Се знаете политиката е како спортот, вие гледате да победите со што поголема разлика. Но за државата не е добро. Апсолутно не е добро. Мора да има конкуренција. Иначе да опрашате Реал Мадрид дали сака да го победи Хетафе 10-0, го победи и ќе го победува, нема на 2-0 да рече готово, сега не играме. Но не е добро за државата. Да. Има една, да наречем, интелектуална средина околу раководството на СДСМ, кој што упорно брани неодбранливо. Јас вчера лично влегов една дебата. Тие се платеници горе. Тие се луѓе за пари. Па добро, но знаете како? Колку пари треба да ви дадат за да вие го напаѓате сега Панче Тошковски? Тоа е цената лично се одредува. Вчера има дебата на Facebook со професорката. Не секогаш критериумите за одредување на цена се исти.
Овде како на пазар се дали за 1.000.000 евра би се согласили или за 500.000 евра. Еве Ѓорѓи Спасов Подосна е и емисија вие и така и полга и полежерна е послободно, затоа јас да. и послободно Да, зборувам. се разбира. Така И сакале не е се, така. се работи за обични платеници, а цената тие си одредуваат. Имајте Ѓорѓи Спасов во Самото колумна. тоа што нив не им смета крадени пари да земаат, затоа што видите, вие која јас знаете, немам влак на јазикот, зборувам многу отворено секогаш. Затоа што немам од чого да се плашам, еве, долго сум на политичката сцена, за мене нема ништо, затоа што нема што да има. И затоа зборувам вака отворено. Но кога некој човек е спремен да зема крадени пари, исто е дали зел 100 евра, 1000 евра или 1.000.000 евра. Тој на крајот на денот зема крадени пари. Овие кои што вие ги споменувате, покрај што се платеници, земаат крадени пари. И затоа изгледаат како што изгледаат, и затоа имаат кредибилитет колку што имаат во јавност. Јас сега сакам да наметам нешто друго. Не е само таа групација која И сега гледаме. има еден професор поранешен на правен факултет. Тие почнат сега за мене лигна, шунка, рексона и така натака, затоа што нели немаат Тоа е стара приказна, веќе не е интересно тоа. Немаат со што да се спротивстават и со навреди. Мислам, срам да му е на годините и на титулата која што ја носи, ама затоа што во животот ништо не направи. Освен да знам кој е било кажал. Тито Величанец, јас ќе ви кажам. Освен еден катастрофален закон за приватизација, од кој што тој добро се опари, гледам акционери во одредени банки во Македонија. И седи се на Фејсбук и пилка, така што тоа е кога сте спремни крадени пари да во животот трошите, така се однесувате. Значи, повторно се, околу системот со кој што ние велиме, Драган вели, ние се распаднати партиите, согласувам, СДСМ е распадната партија и навистина не треба да ве загрижува било што, кај дуе друга ситуацијата, милитантна Како им беа структура. докторатите на времето? Самоуправен социјализам, Тито Величанец, самоуправен социјализам предава. Кој што никој во светов не ги признава и не ги преведува, ама дали кај нас се големи величини. Значи, Ѓорѓи Спасов, ќе го споменам со име, колумна Па и имаше тој слична за еден од величина. тие проводните медиуми, си дозволи да влезе во мизогинија и во ејџизам, се вика, напаѓање на повозрастни лица и на женско лице, зборувам сега. За професорката Силјановска? Силјановска, Ама да. Тоа е чудно, бидејќи тој има доволно години за... Ма, ние нема да зборуваме за неговите Горан, тоа години, се- да е жив и здрав. Тоа се истите фрустрации, затоа што Се извинувам само за тие што не професорката- знаат. Се извинувам само, за што не знаат. Професор Ѓорѓи Спасов си дозволи да ја нападне професорката Силјановска дека е стара со незините 69 години и дека нема да влезе во втор мандат заради тоа што била стара. Киро Глигоров на 74 години прв пат на председател, на 79 години го заврши вториот мандат. На 84 го заврши. Се извинувам, на 84. Никој од женските организации во Македонија, од човековите прави организации во Македонија не реагираше на оваа работа. Се работи за сериозен систем со кој што не вие како партија, ние како општество ќе имаме проблеми во иднина. едно по едно, прво за Да, многу работа. историјата, точно е, Глигоров на 80 го заврши. 80 беше? Јас барем за историја. Беше роден 1918, му заврши мандатот 1999. Но таму е малце друг проблемот и поголем проблемот. А тоа е дека професорката Силјановска ми била мене професорка. Во академските кругови беше поим за сите овие другиве кои што ги спомнував до сега. Чувајќи и за овој кој што вие го спомнувате. Затоа што таа својата научна кариера ја изградила со наука, со посветеност и со работа. За разлика од овие кои што кариерата изградиле со слугување дали на комунистичките функционери или после тоа на функционерите во СДСМ. И тоа е голема фрустрација, вие секој сабајле се будите, да сте интелектуално инфериорен, да ви дале на поклон титула професор, доктор на науки и така натака, и кога ќе седнете на наставнички колегиум или кога ќе седнете на ректорска управа или кога ќе седнете во било која на било која маса на која што интелектуално треба да се надпреварувате, губите, како што кажав претходно, не 2-0, 10-0. И тие ја имаат таа фрустрација кон професорката Силјановска. Видовме таа и пред 5 години кога беше професорката кандидат за председател. И тоа се животни фрустрации кои што не се лечат. Но мислам дека не треба многу да им посветуваме внимание. Тоа се луѓе прегазени и поразени од времето. И за среќа мислам дека се помалце такви има во Македонија. Доаѓа на нова генерација која што е многу квалитетна, која што се надпреварува со квалитет и каде што вакви веќе нема поминуваат. Замислете вие сега да кажете за кандидат, еве да е Спасов кандидат на СДСМ, само да кажете не, тој е стар човек, не го бива, нема да излезе втор мандат. може Што да ќе ви се случи утре? Што мислите? Може да кандидат, имајќи предвид дека
Стево Пендаровски до толку разбира дека ќе е прегазен на избори. Мислите дека јасно му е на Пендаровски? Да. И СДСМ сега е во потрага по кандидат за председател. Нешто слично на 2009 година, кога нема кој панели фрчковски си купија тоаш им кандидат. се нафати. Да, точно. Така што ништо чудно да го видите за кандидат. Па добро, Ковачевски спомна дека еден куп луѓе се моментално на таа нивна листа. Одеднашка се појави Сите на се листата. заинтересирани, пошто? Нагло стана сите заинтересирани. Отворено е местото, веројатно. Навистина мисли дека Пендаровски Па јас многу го напаѓам Пендаровски. Вие сте сведоци и да кај цитирам вас. Алапача. Да, И има не демантираш. Па не може да демантира, затоа што е точно. Но мислам дека имајќи предвид кој е таму изборот во СДСМ е бар за едно скалило над другите и доволно јасно и свесно може да види дека дебакл ќе му се случи, потоп ќе му се случи на избори. И слушам од одредени добро информирани кругови дека сериозно размислува да не влегува во извесен пораз. На крај одлуката е негова, ја мислам дека треба да се кандидира, за да види народот што мисли за него, затоа што е честно после еден завршен мандат да се проверите пред граѓаните и тие да ви кажат дали треба да продолжите да работите што работите или да се одите во политичка пензија. А најлесно е да се бега од Но Црвенковски веќе направи преседан, веќе што го избегна во 2009-та. И Драган затоа заврши како што заврши. Значи тој 2009 избега, се врати во СДСМ, ние прво го победивме убедливо на парламентарните избори 2011, а 2013 година на локални избори го прегазивме и тој заврши со политика и од тогаш како што гледате во изминативе 11 години го нема, затоа што беше драматично поразен на избори. Кога ќе избегате од она што е очекувана изборна трка, така завршуваат. Нема никаква логика. Стево Пендаровски е во најдобри години. Така што Стево треба да се излезе физички, психички, и да. да се види народот што мисли за него. Бранко Колку што знаме, здрав. Кај Бранко имаше логика, отиде за СДС демек да помогне да се бори со ВМРО ДПМН тогаш. Овде кај Пендаровски нема, тој каде ќе оди во СДС да го прилуди? Без разлика, избегување после првиот мандат нема никаква логика. Во пензија председателска, Не рече дека Што не е лошо. Ама рече дека нема да ја прифати. За која што во кампањата рече дека нема ја прифати, ама нешто гледам сега молчи и не ја отвара темата дека нема ја прифати. На исти начин на кој што исто така дволично зборуваше за зголемувањето на платите на функционерите, кое што во суштина е примена на одлука на Уставен суд за прилагодување врз основа на просечна плата и нели тој најпаметен од сите функционери рече дека ќе ја донира платата, ама не сме видели еднаш месечно да дава извештај во јавноста каде ја донирал разликата во платата. Донација се знае како се прави, од сметка на сметка, не да раскажува приказки на овој дадов, на оној дадов, не. Се знае, донација се прави. Ама не може дадов на овој, тоа е кривично дело, ти да давате кеш пари. Донација се прави од вашата трансакцијска сметка на трансакцијска сметка или жиросметка, зависно дали е на физичко лице или на компанија или на општествен субјект, дај да видиме кај тој ја донира платата како што ветуваше, да даде еден извештај да му ги видиме донациите. Ама не дава, затоа што лажеше дека тоа ќе го прави. И затоа треба многу да размислува било кој политичар кога дава ветување, како што треба сме искрени пред луѓето дека и ние од нешто треба да живееме. Не можете вие да ги лажете луѓето дека ние од воздух живееме, дека сме испосници, и дека на тој начин функционираме. Ако не сте затоа што или сте испосник, а такви во политика има малци, или сте супер корумпиран. Затоа што вас платата ако не ви треба и ако не ви значи колкава е платата, тоа што е супер корумпиран. Тоа што имате толку многу пари украдено, што навистина ви е небитно колкава е платата. Ама за нас кои што не крадеме, верувате ни е битно каква плата земаме, затоа што од таа плата живееме, создаваме семејства и така натака. И подобро е честно пред луѓето да кажете да, сум се нафатил на голема одговорност и очекувам да имам соодветна плата, но да сум честен и да не сум корумпиран, отколку да ги лажете, да ги изикрувате, а на страна да крадете многу повеќе од тоа што е плата. Бидејќи ги спомнавме Стево Пендаровски кандидатите од таа страна, морам да прашам и во ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, вашиот лидер, неодамна рече дека стеснете кругот на тројца кандидати, се уште останува тие тројца во игра. Да, на 2 март имаме конвенција, може да се пријави секој кој што ги исполнува условите, а тоа е
да најмалце 30 делегати од конвенцијата го поддржат. Така што секој може да се кандидира и надвор од она што условно кажано се разместување на раководството на партијата, секако дека ние како раководство на партијата ќе излеземе со став, Но не мора да биде член. нема да така? па има таму нели кои се критериуми се, но она што е суштински е дека ние ќе имаме став, не е дека нема да имаме став и честно е да имаме став. Ние председател Мицковски води партијата, јас сум подпредседател на партијата, неговите најблиски соработници, ќе излеземе со став. Честно е пред членството да кажеме што мислиме, а не да велиме конвенцијата сама ќе одлучи, но секако дека конвенцијата може и поинаку да одлучи и да се кандидираат и други луѓе, и затоа процесот е отворен, но она што сум убеден е дека ќе победи кандидатот или кандидатката на ВМРО-ДПМН убедливо и ќе е многу подобар од ова што е сега Стево Пендаровски. Бидејќи 2 март го спомнувате како дата, а веќе излегуваат кандидати. Еве Билјана Ванковска се појави како кандидат на левица, се вртат во кулари веќе и други. Па добро, нели проба и минатиот пат, само формално не ги Тогаш исполни не собра условите. не собра Да подпис. видиме сега дали ќе ги исполни. Слушам нешто се молеле во СДСМ, барале во раководството на СДСМ да ги организираат општинските организации на СДСМ да им собираат подписи. За Билјана Ванковска од левица, сега да видиме на чисто, добро? Видете, тоа е една соработка која што води подолг временски период наназад и целта е да се удира во десното гласачко тело во кое што ВМРО-ДПМН е предоминантно. Всушност тоа го каже и Зоран Заев на говорница во собрание. Зоран Заев милиарда мани имаше, ама искреност не му фалеше во политичките настапи додека беше активен политички. Тој стана во собрание, видно изнервиран. Јас бев присутен во салата. Пред Нова година беше, имаше пратенички прашања во собрание. И председателот на Левица стана му поставува некое прашање и го видов Заев се изнервира од тоа прашање, стана и му ја плесна вистината на Димча Пасије во лице, на која што овој премолчи, не одговори ништо и до денес не ја демонтирал. Имено тогаш одговорница тој кажа, рече, да, ајде да признаете сега пред целокупната јавност дека се договоривте со мене да ви ја обезбедам целата логистика и сите потребни материјални средства, че повторувам логистика и материјални средства, народски кажано пари, со цел да работите против ВМРО-ДПМН и Христијан Мицковски и да не дозволите ВМРО-ДПМН и Христијан Мицковски ја формираат влада, а доколку освоите пратеник, тие да помогнат во владењето на СДСМ. И тоа се остварува. Тие бркаат десни гласови и двата пратеници на Левица помагаат на СДСМ. Гледајте каков дефокус пробаја да направат со пасошите личните карти возачките, само што за среќа не им успеа, затоа што веќе јавноста почна да ги препознава. Во истата насока е и кандидирањето на потенцијално кандидирање на кандидат за председател на Република Македонија во услови кога цела јавност едва чека се од Тараси, од СДСМ и од ДУИ, вие да пуштате трети играч Спотер, тоа значи дека вие работите за СДСМ и за ДУИ. Се имајќи предвид дека тие немаат капацитет да соберат 10.000 потписи за кандидат за председател, која што е сериозна бројка, не е мала бројка, треба 10.000 луѓе да отидат и да се потпишат за одреден кандидат. Тие побарале од СДСМ преку својата мрежа СДСМ да им помогне. Факт е дека СДСМ е сега во нокдаун, но факт е дека после ВМРО-ДПМН е најорганизирана политичка структура во Македонија и доколку сака може тоа да го направи. Така што очекувам во следниот период да активистите на СДСМ одат и се потпишуваат за Билјана Ванковска. Стратегијата на СДСМ е уште еден Спотер кандидат да има, на кој што исто би му собирале потписи, но тука веќе мислам дека се преамбициозни СДСМ. Не мислам дека во моментов имаат капацитет 20.000 потписи да соберат како политичка партија. Уште еден, освен Ванковска, уште еден. Да. Ова предоставам се некои ваши информации кои што ги има. Точно. Повторно од десниот спектар. Па не, тој е од левиот спектар, беше министер кај нив, па подпредседател, па излезе од кај нив, па лавираше лево, десно и така натака, па сега пак е со нив, но формално не е во СДСМ. Мислам на Стефчо Јакимовски да бидам директен. Аха, добро. Така што тоа е тактиката на СДСМ, но мислам дека ќе е неуспешна затоа што во моментов СДСМ нема капацитет да носи такви големи операции без тие да бидат експлицитно препознати од јавноста.
И од нивните гласачи кои што исто така ќе го следиме ние ова будно и доколку забележиме дека членови и активисти на СДСМ се подпишуваат за еден од овие двајца потенцијални кандидати, за тоа ќе информираме јавноста, затоа што тоа е изигрување на Може да видам законот. одма наслов утре. ВМРО ќе ги следи подписниците на Тоа нека напишат. Во меѓувреме, Франковска. во меѓувреме бидејќи сме се уште во овој дел, Касами интересно вели дека, ако не се лажам, дека тој би можел да биде кандидат за председател доколку Таравари испадне од игра, бидејќи Таравари па покажува дека ете не сака да влезе во таа трка. Во албанскиот политички блок се чувствуваат многу интересни работи. Во овој момент Таравари практично се уште не е официјално, меѓутоа тоа ја обзнанува коалицијата со албанската опозиција, додека села оди во некоја друга крајност се чини. Еве за тие што не знаат, денеска беа избрани двајца министри нови на местото на досегашните од Алијанса. Демири и Бајрами се новите министри за здравство и за информатичко општество, и на цето ова е сенката на косовскиот премиер Албин Курти, кој што веќе навистина не знаеме што сака да постигне во Македонија. Би сакал тоа да го скоментирам, но кратко за здравството. Навистина е во тажна состојба здравството. Ова е петти министер за здравство во оваа влада на СДСМ Дуи и останатите спотери. И самото тоа покажува дека нема сериозен однос кон здравството. Мислам дека да им се понуди на граѓаните наградна опција, да ги напишат точно имињата на петте министри за здравство кои што беа во оваа влада и доколку успеат да ги погодат дека добиваат €1.000.000, мислам дека мнозинство огромно од македонците ќе останат без И милиони. јас ќе се намачам, сите да ги не. Не, добро, беше Таравари, Беше Таравари, Филипче. беше после тоа Венко Филипче, па беше Беким Сали, па беше овој Меджити Фатмир кој што се замина сега и сега е новиот министер Петти. Или Демири се вика. За 7 години Пет пет министри. министри. И затоа е здравството такво Од кои што е. Филипче беше добри 3 години. Да, така? тој беше повеќе, да. Во клучниот период. Сега, во однос на Курти. Гледам некоја пасија, обседнатост на СДСМ во обидот да му се умилкат на Албин Курти. Вака интензивна комуникација, овие проевропскиве, прозападниве и така натака, Имаше и видео снимки, немаат со ниеден друг, прилично поразителни политичар. видео снимки. освен со Албин Курти. Прво, нели, беше таму Бојан Маричич и Миле Зечевиќ, отидоа на Бацирака таму. Па после тоа отиде Стево Пендаровски, кај Курти и кај Пјоца Османи. Па Курти дојде тука и сето ова се случува во рок од 2,5 недели. Мислам дека со поблиска фамилија толку често не се гледаат. Јас очекував дека ќе осудат обидот на Албин Курти да се меша во домашната политичка сцена и очекував дека ќе најдат на реакција одредени ставови во однос на создавањето на единствен албански политички спектар со создавање на единствени политички партии на албанците кои што би функционирале секаде онаму каде што живеат албанци, тоа е во Македонија, во Јужна Србија, во Косово, во Црна Гора и во Албанија, но не гледам дека тоа го осудуваат, гледам дека одат, се улижуваат, коленичат, молат, се умилкуваат, затоа што веројатно веруваат дека може да им помогне на начин што би ги замолил политичките партии на албанците во Македонија сите топтан да влезат во влада со СДСМ. Но дури и таа математика не им излегува, затоа што победата на ВМРО-ДПМН е толку убедлива, што ВМРО-ДПМН ќе може самостојно да направи влада и таман сите да се обединат против ВМРО-ДПМН, нема математика да имаат за составување на влада. Но бедно е ова што го гледаме. Дополнително на тоа, му помагаат во креување на политичкиот рейтинг. Ова прв пат ќе го биде кажано во јавноста што ќе го кажам сега. Кога беше присутен во Скопје, излезе информација дека имало обид за атентат. Тоа е целосно неточна информација. Министерството за внатрешни работи ја демантираше, но тоа е договорен спин помеѓу СДСМ и владата на Косово со цел дефокус од проблемите во Македонија и креување на рейтингот на владата на Косово дома. Повторувам, ова е договорен спин. За нивна несреќа многу брзо беше развиен Некакво во руска, српска
македонска врска без некоја секојаш лепи дека цел свет се собира против нив, Хибриден што напад, не е така. нели? Тие се 4-5 збора кои што ги Ама не користат. помина тој народот Затоа велам, за нивна несреќа не помина нити во Македонија, нити во Косово и беше брзо разбиено и се разби како меури од сапуница, но очигледно е дека СДСМ се обидува по секоја цена да се умилка кај Албин Но Курти. доктор Николовски, што може Албин Курти да помогне? Да ги Ја мислам убеди, ништо. да ги убеди овие од оваквата Не, опозиција. јас мислам дека ништо, мислам дека треба да си ја гледа работата дома, да си се занимава со економијата дома, која што му е катастрофална, да се занимава со здравството кое што во Косово не постои, да си се бори со корупцијата, затоа велат дека имал добри резултати, еве нека продолжи, нека се бори, да си се занимава со проблемите кои што се ги има со Србија, да си се занимава со проблемите кои што ги има еве сега со платежната единица, дали е тоа евро, динар или нешто трето. Избега 100.000 луѓе од како Да се занимава со 130.000 луѓе кои што визна за еден либерализација. месец избегаја од Косово после визна либерализација, има доволно главоболки, нека не остаи нас, имаме ние што да правиме, затоа што најчесто тоа така оди од многу занимавање со регионални и светски политики, на крај потфрлате во домашните политики. Ова е принципиелно исправно од ваша страна, морам да признам, нема што Курти да бара во македонските работи, тоа е од И нема и да добија, не само што нема да бара, туку од ВМРО да помане, никој што е надвор од Македонија не може да очекува било каква концесија. Дали се викал тој Бојко Борисов, дали се викал Мицотакис, дали се викал Еди Рама, Вучич, Курти и така натака, никој од ВМРО да помане концесија не може да очекува. Но факт е Ние ќе дека водиме македонска политика. Тоа е коректно. Меѓутоа факт е дека се ствара еден вид на ореол околу Курти од повеќе страни. Денеска имате изјава, не знам, на Касани дека тој е најевропскиот албанец, најпроамериканскиот, најнекорумпиран политичар, најмногу верува во западни европски вредности. Се кажат граѓаните вредности. на Косово имаат есенва избори во Косово. На Нека тие избори одредат. ќе кажат граѓаните дали е или не. Нема што ние да се занимаваме со таа Но нели работа. некој ова може да го свати како ваша сега ова, нели, калкулираме врз основа на блудните мисли на разни аналитичари во Македонија, дека дуи не е баш во најдобри односи со Не, ова е Курти. наша принципиелна политика. Ние, например, многу жестоко Нема исто да ве така- стават на истиот фон сега. Не. Ние многу жестоко се спротивставуваме на мешањето на Еди Рама во Македонија, исто така, кој што е поблизок и со Дуи. Знаете какви реакции имавме за така наречената тиранска платформа. Знаете што мислиме за целото мешање на Еди Рама тука и употребата на младиот Сорос во политичките процеси на Балканот. Александар Сорос, така? Да. Така што кога ние редовен корисник на аеродромот во Охрид, меѓу другото, единствено позитивно од него е што поголеми приходи има аеродромот во Охрид, па веројатно може да се развива дополнително, што е добро за охридскиот туризам. Но да се вратам на суштината, ние принципиелно сме против секакво надворешно влијание во Македонија и ние ќе водиме македонска политика, никаква друга политика. Јас сум убеден дека ниеден од нашите соседи не сака ВМРО да помане да дојде на власт, затоа што на нашите соседи не им одговара силна Македонија. Ова не го кажувам случајно. Политичари од врвен европски профил ова ни го имаат кажано и го споделуваат нашето мислење, а тоа е дека на никого во нашето окружување не одговара силна Македонија. И силно ВМРО да помане, дефинитивно. Знаете како Тоа оди едно со друго. Да, ако ги слушате луѓето од СДСМ ќе речат, ВМРО се конфликтни со сите, се расправаат, националисти се, не знам, антиевропски, анти-НАТО. Значи, Но тој секој наратив одбрана на го македонскиот потуркаат. национален интерес излага дека е анти некого. Ако одбраната на македонските национални интереси се вика национализам, тоа што сме националисти. Може ли околу додека сме во овој дел се уште, околу одбраната од другите мешања, се наоѓаме во една идиотска ситуација во која што Грција, не знам дали ова беше формално потврдено, има објаснува на земите во светот дека македонските пасоши веќе не важат со Ама тоа е затоа старото име. што Нобеловецов и другар му И подпише Хардвардовецов. Вакво тоа што нешто мислам подпише, дека никогаш а овој немало. од Вечерно Харвард продолжи да го спроведува тоа. Но вечерно Харвард или Така што не, грците една држава Само- кажува во друга држава за несреќа на нашата дека не ни важат пасошите. Тоа само ние може да го да не бидам направиме. погрешно сватен дека и бранам грците. Тие само си читаат тоа што им е подпишано и што им е дадено од брилјантните Нобеловци и Харвардовци со вечерна школа кои што ги имаме во Македонија.
И Да тука не го забравяме Бујар Османи, кој што не реагираше на оваа Не реагира, изјава. да. Значи не реагираше, си молчеше Бујар Бујар Османи. Османи кажав за Дуи, тие систематски работа на уништување на Македонија. Таму е веќе систематска работа. А овде кај СДСМ е криминал и неспособност. Од ово што го кажувате, Драган, повели, извини, повели. нема никакви шанси Дуи да влезе во влада со ВМРО ДПМН. Или не? Па, мојот личен став е добро познат на јавноста. Јас сметам дека ВМРО ДПМН треба да направи се за да нема влада со Дуи. Знаете зошто? Имам многу и комши и пријатели албанци и ме прашуваат. Но уште Многу повитно. важен момент е дали ВМРО ДПМН во даден момент, ако биде приморана, ќе оди со Дуи. Многу важен момент за многу албанци. Јас мислам дека прашањето е покрупно, а тоа е каква влада ќе направи ВМРО ДПМН. Наедноставно е вие Дуи да го пратите во опозиција и да создадете неспособна влада или нестабилна влада. Но мислам дека оно што го очекуваат сите граѓани во Македонија, македонци, албанци и останати, е да има способна и стабилна влада. Влада која што ќе испорачува резултати, а не политички кризи. И тоа мислам дека е суштината на прашањето на овие избори. За да се случи тоа, не е доволно ВМРО ДПМН по секоја цена да направи влада. Туку ВМРО ДПМН мора да направи стабилна влада и ВМРО ДПМН мора да има таква победа што ќе ја овозможи, ако треба, и самостојно да формира влада. Затоа што ние За прв пат во историјата Со на било независна кој- Македонија. со било кој потенцијален коалиционен партнер ќе разговараме за прифаќање на принципите на програмата на ВМРО ДПМН, која што во моментов многу сериозно се работи во рамки на партиските органи со доста стручни луѓе кои што работат на незе. Точно е дека нашиот префериран партнер е албанската опозиција, но тоа не е бланко префериран партнер, туку би седнале со нив да видиме дали ќе се најдеме или нема да се најдеме на иста бранова должина по однос на клучните прашања во Македонија. Ние по секоја цена власт нема да практикуваме. Или ќе направиме нешто за државава и ќе останеме запаметени по генерации, или да си отрошиме времето на нешто друго. Доволно сме сите и зрели, и интелигентни, и способни да можеме и други работи да правиме во животот, ако видиме дека народот не поддржува. Но ако не поддржи народот, она како што е чувството сега во јавност, како што кажуваат анкетите и истражувањата на јавното мислење, и како што јас сум убеден дека ќе се случи, тоа сериозно ќе се посветиме на работа. Но што е со оние што велат дека е тоа преголем залака за ВМРО ДПМН не затоа што не е возможно, анкетите покажуваат дека е возможно, туку во смисол дека ВМРО ДПМН тогаш ќе има премногу власт во своите раце. Знаете, 61 пратеник, вие видете, практично станувате се објективно семокни во државата. Не, така има доволно механизми на контрола, нема премногу власт, се Ами знае јас и ти што е сме власт. тука, Драган, да бидеме коректори на власта. За среќа Македонија успеа да ја преживее оваа тиранија која што се случуваше изминатите години. Има јасно развиени демократски механизми, така што има начини како да се контролира секоја власт. Всушност, кој да направи влада после овие избори, очекувам во јуни месец веќе да има влада. Првиот тест веќе ќе му е во октомври 2025 на изборите за градоначалници, за локални избори. Така што има доволно механизми да се Добро, контролира. ова е за тие што токму да ова се прашање го контролира, поставуваат. секоја власт. Редовни избори после тоа нели доаѓаат 28, председателски доаѓаат 29, стелни 32. Да не забораваме 2030 влегуваме во Европска унија, вели Ковачевски, влеземе во Европска па унија. имаме и европски избори. Можеме ли да го земеме само Ако примерот сме со иронични, така што ќе има доволно. Може да го земеме механизми примерот за контрола. со господинот Тошковски, не дека другите министри, односно заменици министри од во техничката влада од ВМРО ДПМН не се интересни, меѓутоа Тошковски е поради околностите во кои што е најден исклучително исторен напред. Тој за 10 дена верувам дека направи што можеш и што не можеше, нешто од нешто да се поправи во ситуацијата со патните исправи. И ние сега се наоѓаме во ситуација во која што пред се оние така наречени партиски ботови на власта, меѓутоа и некои посериозни ликови велат, аха, па еве гледате, тој не може да поправи ништо што ние сгрешивме, не со тие зборови. Велат, ете, доби шанса, ништо не направи со грците. Па, го исклучуваме делот, ние сгрешивме, јас го додавам, се за разбира. 10 дена и не гледам што повеќе од ова може да се направи. Но јасна е разликата помеѓу кадрите на ВМРО ДПМН и на СДСМ. Сите 5 решенија во техничката влада предложени од ВМРО ДПМН се далеку поспособни од било кое решение на СДСМ. Панче Трошковски, мислам дека со Оливер Спасовски не се споредува, едноставно во иста лига не играат. Јас го познавам
Панче добро и долго и од правниот факултет, а после тоа и од партијата, и можеме да кажеме дека се работи за еден исклучително квалитетен кадар. Еден од најдобрите студенти на правен факултет, како што бев и јас, како што беше и тој, и човек кој што се изгради во својата професија како адвокат, и еве сега покажува дека навистина има едно раскошно познавање кое што се го употребува во корист на државата, но пред се, да не забораваме, нивната улога е фери демократски избори. Мора очите да останат отворени и фокусот да остане, затоа што особено дуи, не мислам дека туку така ќе се откаже од власта, и затоа треба се да се направи да се има фери демократски избори. Па ќе имаме ли, господин Николовски? Па јас кажав вчера во Прилеп, тоа најмалку зависи од ВМРО да помане, ние сме во опозиција, зависи од власта, но против волјата на народот не може никој. Вчера во Прилеп на еден релативно секојдневен настан за било која локална самоуправа, имено градоначалникот на општина Прилеп, кој што одлично работи, имаше отчет за сопствената работа, се собраа преку 1000 луѓе. Тоа ќе признаете е јасна порака што јавноста таму мисли во однос на работењето на ВМРО да помане и на престојните избори, така што изборите на народот се јасни. Да. Да се драгам преска во друг правец. Може ли се некакви видови на бугарско сценарио после изборите? Ви рековте дека по секоја цена нема да правите влада, нема да владеете. Тоа е дел од овие кујни на СДСМ, ама ако видите наназад, до сега ни една кујна не им успеа. Прво ќе го делеа ВМРО да помане. Па на крај се подели СДСМ. Од СДСМ излегоа 2,5 политички партии. Едната е СДСМ, втората е на Максим Димитриевски и една пола која што функционира како движење, не е активирана целосно политички, тоа е групацијата на Бранко Црвенковски. Така што тоа е првата лага која што им се распадна. Втората лага која што ја кажува е дека ќе има раздвоени избори, ВМРО да помане велеше дека ќе има споени избори, ево има споени избори. Па велеа дека уставните измени помина. Дека кои уставни измени? Аха, за Бугарија, да. Тоа велеа дека помина. Не, јас само од последниве месеци ви кажувам. Па нели велеа дека нема дозволат на кандидатите на ВМРО да помане да станат министри во техничка влада, еве, станеа. Па велеа дека цела претендничка група на ВМРО да помане ќе гласа за уставни измени, па не гласаше. Па 8 ќе гласале, па не гласаја, па 6 ќе гласале, не гласаја, па 1 ќе гласал, па и тој еден не гласа. За сега да раскажуваат приказки во јавноста дека ќе излезеле со заеднички обединен фронт, ја ви кажувам, тоа ќе е најразединен фронт, 6 листи ќе има од власта најмалку. Значи, овие кои што велат дека ќе има една листа, ќе излезат со 6, сега ќе ви ги набројам. Од СДСМ ќе има 2 листи, на СДСМ и на Максим Димитриевски. Од ДУИ ќе има 2 листи, на ДУИ и на Изет Меджити, и од Алијанса за албанците ќе има 2 листи на Таравари и на Села. 6 ви ги набројав, од овие што ќе правеа обединет, така наречен Еровски фронт. И Мендукла вида точно. И финално, откако и оваа приказна за така наречен Европски фронт им пропадна, нели од супербитен Таравари стана Таравари од Гостивар, сега велат странците нема да им дозволат на ВМРО да помане да формираат влада и ќе има бугарско сценарио. Таква работа нема случај. Ќе се формира ВМРО да помане стабилна влада, само граѓаните треба масовно да излезат на избори. Клучно нас во овие избори на 24 април и на 8 мај за председател и за премиер на Македонија, ние да имаме масовна референдумска излезност, да секој кој што е во држава излезе и гласа. Но јасно ви е дека тие што се уште се размислуваат, меѓу 2 и 3% се некои проценки, дека се уште размислуваат дали да излезат воопшто на гласање. А тоа што пропагандата на СДСМ последниве години прилично добро функционира кога се работи за нели сите се исти, не бива, Македонија не е држава како што треба да функционира, и факт е дека за многу работи не функционира. Програмата, мислите дека вашата програма, мислите дека ќе им даде надеж на луѓето? Луѓето од надеж се водат. Нема прв пат да кажам вечерва дека единствената добра кампања на СДСМ и кампања која што некаков резултат политички даде за нив е кампањата Сите се исти, или кампања популарно наречена во народот Курто и Мурто. Каде што идејата е да се прикаже не дека СДСМ е добар, туку тие велат СДСМ е лош, ама и ВМРО да помане е ништо подобар и нема што да гласате, или ако гласате, гласате за сателитите на СДСМ од типот на Левица, например.
Целта на таа кампања е умртвување на изборниот процес. Таа е најскапо финансирана кампања на СДСМ и најдобро организирана, координирана од еден поранешен официјален разузнавач, а сега неофицијален разузнавач, љубител на снимање и објавување на телефонски разговори. Така што тоа е таа кампања, но и таа кампања веќе се разбива и ако видите вие на секое релевантно истражување на јавното мислење, ќе видите дека расте бројот на луѓе кои што велат дека ќе излезат на избори и ќе гласат. Тоа е многу битно да оди Македонија над 70% излезност со цел референдумски да се промени оваа власт. Морам да ве прашам нешто. Точно ли е дека ВМРО ДПМН ги крие анкетите каде што предност е многу повисока од тоа што реално прикажувате? Добро, се ние секоја анкета што ја добиваме не ја објавуваме, има и анкети кои што се објавуваат мимо нас. Нашите анкети немаат 103% кои ќе ги соберете како некои други анкети кои што се објавуваат, нити имаат предпоставени прашања, имаат реални прашања. И на реални прашања ВМРО ДПМН води многу пред СДСМ. Познато е, неколку пати имате речено, конкретно вие, дека на Македонија се потребни 6 до 9 месеци здрава управа, за да се покажат први знаци на опоравување. Драган, за тоа јако ми се исмева ја од СДСМ. Прв пат кај вас тука го кажа во емисија. Ама еве во МВР се покажува дека за 2 недели први резултати може да се дават. Јас Кога се сака. Убеден дека здрава работа за 6 до 9 месеци може да ги даде првите сериозни резултати. Не велам да се решат сите проблеми. Не велам сега да се поправи во државата. Велам да се дадат првите сериозни резултати на промена во државата. За 6 до 9 месеци мотивиран тим со јасен фокус може да направите. Да, меѓутоа вие имате мотивиран тим, се сложувам, добра волја се согласувам, луѓе со квалитет се согласувам, меѓутоа вие имате десетици, да наречам стотици проблеми со кои што ќе мора да се соочите. Има. Затоа не велам дека сите ќе се решат, но велам дека првите резултати ќе се покажат. По мене суштински да се врати надежта кај народот. Она што го гледам во интензивната комуникација со луѓето, јас скоро секој ден сум на терен. По петокот бев во Крушево, саботата бев во Охрид, вчера бев во Прилеп, во среда ќе одам во Неготино и Кавадарци, четврток сум повторно Прилеп со Могила и Новац, ја набројав само ова недела, петок Струга и Охрид и така натака. Нормално и Скопје тука, така што скоро секој ден сум на терен и она што го гледам помеѓу луѓето е изгубена надеж. Што по мене е најлошата работа што на еден човек може да му се случи. Вие можете да живеете добро, можете да живеете помалку добро, можете да имате поголеми и помали успеси, ама ако ја изгубите надежта, тоа ќе крај на се. И тоа по мене е задача број 1 на следната власт. Ови навелат задача број 1 е борба со корупцијата, подобрување на економијата, здравство, социјала. Точно е се тоа. Но над сето тоа е да ја вратиме надежта кај народот. Затоа што ако немате мотивирани луѓе, не можете да дадете резултати. Најдобрите имајте ги во тим. Сите пари на светов имајте ги. Ако народот не ви е мотивиран да верува во успехот, нема да имате успех. Видете со иселувањето што се случува во Македонија. Во последно време заминуваат добро ситуирани луѓе со скоро никакви екзистенцијални проблеми. Заминуваат затоа што надежта изгубија. Некојаш одат и за полоши услови, зборувам економски, финансиски, од тие кои што ги имаат дома. Но едноставно сакаат да избегаат од тука. И тоа е првото на кое што мора да работиме, да не станува мода во наводници дека првата работа што дете треба да ја направи кога ќе заврши средна школа е да ја дувне од држава. Као што се случува. Стенговски зборуваат помеѓу себе. Значи, треба да ја вратиме надежта кај луѓето, да се разбуди патриотскиот дух дека може да се направи нешто од оваа држава. Ако тоа го направиме, ти имаме силен партнер во народот во обновувањето на Македонија. Мотивот за борба, предпоставувам дека се создава и со политичка работа, меѓутоа и со едукација, и со... Апсолутно. И со примери. Мислам дека... И со примери, апсолутно. Мислам дека неколку примери ќе му покажа на народот дека може поинаку.
правната држава за мене тука е клучен фактор. Тоа е еден од примерите. Една тепачка имаше вчера во автобус 5 седмица, нема да кажам сега која етничка група кого тепала. Меѓутоа, тоа е според мене, ја тоа што го гледам, тоа е најклучниот проблем за граѓаните. Точно, апсолутно. Некој некого тепал, не е Мора да важно има кој одговорност. е, зошто не е уопсен, зошто не е пријавен. Точно. Значи, тоа е сериозна работа. Имате ли капацитет да се справите со тоа? Сега вие не се занимавате со внатрешна политика. Па по ова што ви кажав, колку движам на терен, се занимавам со внатрешна и со внатрешна политика. Да. Апсолутно мислам дека има во Македонија луѓе кои што се спремни да го вратат редот и поредокот во државата. Фокусирана борба со организиран криминал и корупција е еден од врвните приоритети на следната влада на ВМРО-ДПМН. Ова е многу тежок, да речам, пат, ова што го зборувате, да се победи корупцијата и криминалот е 2 мандати. Тука мора да биде искрен. Храброст не ни недостасува, всушност и на начин на кој што ние сме презентирале бројни афери во јавноста, сме покажале. Сега сме веќе во покомотна позиција со известна победа на избори, но во едни други години, кога ВМРО-ДПМН беше во потешка ситуација, да на тој начин се излегува во јавност на кој што ние излегувавме, мислам дека и доволно јасно покажува за нашата посветеност во чистење корупцијата, а во исто време во ваква апсолутна власт на СДСМ и на ДУИ ништо да не најдат за нас, затоа што да најде немаше да бидам јас сега вечерва тука кај вас во студио, јасно покажува дека ние сме чисти како солза и тоа е тоа што нив најмногу ги боли. Доволно, Николовски, ви имате ситуација каде што судскиот совет со месеци молчи за представка на обвинител кој што треба да биде унапреден утре. Горан, тоа треба да се реформира. Тоа е една олигархија која што се создаде во судството и во обвинителството. Во најдобри намери, тоа беа реформи побарани од Европска унија, но очигледно не функционираат. И обвинителскиот и судскиот совет мора да се реформираат. Модалитетите може да се различни. Еден е можеби начин на кој што се бира Државната комисија спречување на корупцијата, која што какви такви дава резултати. Тоа што не ги процесира обвинителството е резултат на тоа што во обвинителството имате фаул. Така што судскиот и обвинителскиот совет мора подитно да се реформираат вакви какви што се неодржливи и не може да служат на целта за која што се формирани, а тоа е функционален систем на владење на правото. Како ви е чувството од средбите со граѓаните? Ќе купат граѓаните кола од ВМРО-ДПМН, како што кажа еден американски пратеник овде? Македонско производство најдобар модел. Да, потоа и амбасадорката на САД Агилер нешто зборуваше дека ќе мора да се даде однапред ветување, односно програма како ќе се реши проблемот со Бугарија. Не видовме дека тоа го бараше. Ние во програмата имаме јасни ставови за сите прашања. Иако тие се познати, доволно јавно настапуваме. Па тоа ме чуди, затоа што и таа знае дека се познати вашите ставови. За да ги кажеме, но ќе имаме јасни одговори на сите прашања и граѓаните ќе можат да одберат дали се слагаат или не се слагаат со тие наши ставови. Јас мислам дека огромно мнозинство од народот ќе се сложи со нашите ставови и ќе ги поддржи начин што ќе гласа за ВМРО-ДПМН и за претседател и за премиер. Колку мислите дека странски депутати овде емисари ќе можат да му помогнат на СДСМ и ДУИ? Имаше вчера или завчера нема да има подпредседател на германската социјалдемократска партија. Тоа е меѓу другото јавноста, јас тоа го следам доволно, може да провери се работи за според сите истражувања на јавно мислење во Германија за најнепопуларниот политичар на водечка затоа ве прашувам, следам и јас во Германија. Што не може, да, вие следите може и да поинтензивно од мене. Но тоа се едни нормални форми на соработка помеѓу политички партии, но надвор од тоа што го имате во секоја држава, не очекувам никакво мешање на било кој надворешен фактор во изборите во Македонија. Не, дури да има мешање. Јас не гледам дека вчера тоа воопшто не беше вест, никој не го пренесе. Пренесоа 5-6 медиуми на СДСМ. Нема да има, нема тука простор за загриженост. Каде ќе се судрите најдиректно со СДСМ, да речеме, сепак формално тие се втора најголема партија? Во смисла на концепт? Да, на изборите. Мислам дека во овие два сегменти за кои што зборувавме вечерва, тоа е напорна работа од една страна, од друга страна неспособност и второто борба со организиран криминал од една страна и од друга страна најдневска масовна корупција. Вие лично би требало, некој пат бевте во четворката,
Повторно ќе бидете или не се знае Па тоа? не сме се уште договориле во партијата, иако точно е дека во четвртата изборна единица ја добив поддршката на народот, имавме одличен резултат на минатите избори. Тоаш ми беше противник Зоран Заев и дека најголем дел од моето време го поминувам таму затоа што мислам дека е честно кога ќе добиете доверба од граѓаните, после тоа и да возвраќате со сопствениот ангажман. Уште едно прашање од мене и полека да завршуваме, ако Горан се согласува. На персонално ниво, еви, вие, меѓутоа и другите челници на ВМРО ДПМН, луѓе кои што ќе се најдат на позиции каде што ќе мора да се решава за исклучително важни па и критични ситуации, спомнувате, следува борба со организиран криминал, следува борба со корупција, следува борба со луѓе кои што имаат акумулирана огромна моќ, многу пари и објективни можности. Немојте го сватите тоа како закана, меѓутоа реални можности во дадена ситуација да се пресметаат со некого. Сето тоа стои, но ако ние бевме спремни и способни да исчистиме партијата од оние кои што се огрешија и кон државата и кон партијата, верувајте дека ќе исчистиме и државата. Во контекст на ова што го кажа Драган, вчера видовме едно видео објавено на Твитер, јас го видов, каде што неколку возила, мисле чини дека и видеото е снимено од едно од возилата на обезбедување на Али Ахмети, поминува по автопатот Скопје-Тетово. Баш и возок видов, катастрофа. Да, значи тие воопшто не застануваат да платат патарина. И сега повторено персонално прашање, Али Ахмети нема 30 денари да плати за патарина? Не, таму не се работи дали има 30 или 40 денари, зависно на која патарина е Да. снимено. Но, тој е господарот на Македонија, не плаќа. Од гостивар кон Скопје, таму е ова. Односот е да се покаже една надменост кон сите останати. Но и за тоа гласачите ќе го кажат своето мислење многу брзо на изборите. Со тоа што ние очекуваме дека и вие кога дојдете на власт, овие работи, дали Али Ахмети, дали е некој друг господар на Македонија, нема да се повторуваат. Се решава, меѓу другото и со воведување на повеќе дигитализација, кај што ќе нема човечки фактори, нема можете да помините патарина. Ако не платите, едноставно нема да се отвора рампата, така што сите работи се решаваат доколку имате волја и желба. Дека меѓу овие возила што ги сте ги виделе и вие, тоа ми се допаѓа, има некое државно службено возило меѓу тие возила? Тоа треба да се провери. Ако не сега, за некој месец се провери сигурно. Регистрациите тие што ги видов јас се тетовски, Немам јас гостиварски, но дали пред себе листа на регистрации, можам само да се сомневам, но треба да се провери тоа. Финално прашање. Под врвот на Сантата мраз, што очекувате да најдете? Може би најтешко прашање за вечерва, ама Она од што сум, не знам уште колку време имаме. ќе не истрпат уште малце. Добро. На режија. Тоаш малце подолго ќе одговорам. Она од што најмногу сум загрижен е состојбата во јавната администрација. Со цела почит кон сите кои што работат таму, затоа што за да постигнете резултати, тоа не се резултати на еден човек или на еден тим, иако во јавноста можеби многу често изгледа така. Тоа е колективна работа на десетици илјади луѓе. Мислам дека јавната администрација се соочува со неколку проблеми. Едниот е поврзан со она што зборувавме претходно, тоа е ниска мотивација, слаба мотивираност. Второ е партизација во негативна смисла. Трето се ниски или незаслужени примања, што ги фрустрираат оние кои што работат. И четврто е неефикасност и неорганизираност. И вие, сега сум сериозен, можете да донесете најдобриот студент кој што излегол од Харвард, можете да донесете најдобрите професори од Харвард, ако немаат тим кој што ќе иследи, не можат да испорачат резултати. И тоа е оно што најмногу ме загрижува, еве, затоа што ме прашавте што е тоа што очекувам да се види под Сантата мраз. Јас сум секојаш искрен, го гледам и во дел од општините тоа. Имаме многу амбициозни градоначалници, честни, кои што сакаат да работат и многу реализираат, но мислам дека во дел ситуации да имаше поефикасна јавна администрација, ќе има и далеку поголеми резултати. И ова по мене ќе е голем предизвик после доаѓањето на власт. Да ги реорганизираме луѓето, да им даеме мотив за работа, соодветно бидат наградени, како што кажав претходно, на крај на ден секој сака дома да однесе нешто и од нешто да живее.
за да не е корумпиран, мора честно и добро да заработува. И на тој начин да направиме една јасна реорганизација, да се исчисти корупцијата од јавната администрација, за да може таа јавна администрација мотивирано да работи и да дава резултати. Што мислите, ако се направи, последно прашање, Драган, ако се направи еден тест или една проверка на тоа што го вршат луѓето од администрацијата, колку проценти од вкупната администрација во Македонија ќе покаже бело парче хартија пред себе, односно дека ништо не работел, вклучително тука и тие, не знам колку се 400, 500, 800 работени кај Артан Груби во Министерството. Мислам дека не е црно-бело. Знаете што се случува? Има некаде... Зборам за тие што не одвршено на работа, кои са службени возила, земаат плата. Тие се сеанели сите во едно министерство кај Артан Груби, ама ајде да ги видиме другиве. Затоа што има поент тоа што го кажувам. По мене не повеќе од 10% од јавната администрација се однесува неодговорно, не работи или е корумпиран. Проблемот е што тие 10% се штитени од актуелната владеачка гарнитура и ги демотивираат останатите 90% да работат. Што секој ќе си речи, зашто ја да се утепам од работа и да земам иста плата колку овој што 3 дена не го гледам на работа и кој ќе дојде не работи ништо. На крај на ден секој човек размислува и за себе. Така што тоа е клучот тука да се реши проблемот. И овој проблем не е само за албанци, македонци, не е етнички проблемот. Денеска има ситуација... Не, апсолутно. Има ситуација во Гостивар. Во сите сектори и во сите министерства и од секоја етничка припадност. Денеска има ситуација, ќе кажам сега овде, во Гостивар. На конкурс 10 примени лекари, сите 10 се албанци. По плаката до мене испраќа албанец лекар, кој што е со 9 просек. Предпоставам не го примили. Не го примили. Ова е Тројца од луѓето се неакредитирани дипломи од приватни факултети од Албанија и Косово. Предпоставувам, забележувате дека има едно масовно вработување после и пред Нова година во јавна администрација. Пред се на членови не е масовно, огромно е. Огромно. Пред се на членови на ДУИ. И единствената причина зашто ова СДСМ го дозволува е затоа што се подизведувачи на ДУИ, се помал коалиционен партнери мора да им молчат. А СДСМ ова го прави со лага, се извинувам, ДУИ ова го прави со лага кон СДСМ, дека некако магично ќе им помогнат на изборите како овие не би доживеале драматичен пораз. На крај нема ништо да им помогнат, само што ќе се натовари јавната администрација со неспособни кадри. Но веќе е јасно, нема веќе време, јасно е, ДУИ веќе кажуваат дека битката сега веќе се ја водат сами за себе, дека немаат одговорност кон СДСМ. Овај Обединет Европски фронт на крај ќе настапи со најмалку 6 листи на изборите. Евразиски фронт. Добро, Александар Николски, подпредседател на ВМРО ДПМН, благодариме за гостувањето. Благодарам, беше задоволство како и секогаш и поздрав на сите кои што не гледа вечерва. Поштовани гледачи, тоа беше се за вечера. Утре во 15 часот репризот издание на оваа емисија. Јас сигурен ќе ви сјавиме повторно утре во 22:30 со нови гости. До тогаш пријатно.